Почитуван председателен Цикан, почитувани пратеници, почитувани високи и уважени гости, дами и господа. Моето доаѓање денес од тука, од Врховната Рада на Украина, на 2 годишнината од еден од најмрачните денови во постојаната историја на Европа, за мене представува особена чест. Но во исто време е поврзано со тага, затоа што Украина, како независна земја, која сака да оди по својот независен и европски пат, беше цел на сурова агресија од страна на Русија. Денес, на 24 февруари, сме овде во Киев за да испратиме силни пораки за мир, разбирање, толеранција и почитување на другиот, но во исто време да испратиме исто толку силна порака дека демократскиот свет е обединет во поддршка на Украина во борбата за правда, одбрана на низината територија и одбрана од империјалните апетити на низиниот сосед. Точно 2 години Украина, но и сите демократски сили во Европа и светот живеат со ужасите што ги предизвика и се уште ги предизвикува Русија, со низината со ништо не предизвикана целосна агресија не само врз земјата, туку и врз украинскиот народ. Илјаници украинци се жртви на оваа грозоморна агресија, милиони украинци се раселени и внатре во земјата и низ Европа, над децата им е одземено безгрижното детство, уништено е огромно историско и културно наследство, нанесена е огромна штета на економскиот напредок и просперитет на оваа убава земја. Но сето ова зло, сета оваа неправда не го уништи духот на Украина, не ја уништи волјата на храбриот украински народ да се спротистави на оваа агресија и да се бори за територијалниот суверенитет на сопствената држава и за сопствената, независна и слободна иднина. Мислевме дека поразорните војни и страдања во 20. век на европскиот континент, кои однесоа милиони и милиони жители, однесоа милиони и милиони животи, народи и држави, и покрај повремените напатости може да живеат еден покрај друг во одржлив мир. Но, очигледно, дека за да се одржува мирот, потребна е голема волја и рационално и разумно однесување на сите актери, особено на нас политичарите, а не лажни обвинувања и историски обсесии. Оваа агресија врз Украина е предупредување за сите нас дека мирот, независноста и слободата не треба никој од нас да ги земе здраво за готово. И токму затоа изминатите 2 години демократскиот свет се обедини и силно застана зад Украина и украинскиот народ во одбрана на нивниот територијален суверенитет и интегритет. Страдањата на Украина ја обедини Европа, го обедини светот, кој на Украина и даде безрезервна поддршка од секаков аспект, воена, логистичка, морална. Сето ова создаде цврст бедем за одбрана на мирот и правата на Украина. Европа, Европската Унија, Соединетите Американски држави и другите демократски земји во светот многу брзо разбраа дека токму во Украина се брани мировниот европски поредок и дека доколку руската агресија во Украина успее, тогаш и други земји ќе бидат цел на империјалните амбиции на Москва. Затоа сите земји од овој демократски блок се организираа да ја достават воена помош на Украина, вооружје и муниција, за да може да се одбрани од руската агресија, како и економска помош за да се амортизираат негативните економски ефекти од војната. Во исто време, демократскиот свет ја изолираше Русија, осудувајќи го незиното лидерство како единствено виновно за агресијата. Беа воведени повеќе пакети санкции врз политичари, бизнисмени, економски ентитети и различни функционери. Нови пакети на санкции допрва следуваат. Почитувани присутни, ја користам оваа можност да ја пренесам пораката дека граѓаните на Република Северна Македонија се со вас и остануваат со вас за сета помош и поддршка што е неопкана во рамките на нашите можности. Би сакал да ја пренесам нашата цврста, недвосмислена и решителна поддршка и солидарност за Украина, украинските институции и украинскиот народ.
Нашата држава е свесна колку е тежок патот за создавање на сопствена држава со целосен територијален суверенитет и интегритет. И токму затоа знаеме колку е важно да добиете подршка во создавање на силен отпор и непоколебливост пред агресорот да ја зачувате сопствената држава. Овде од оваа говорница не може, а да не ги истакнам и да ги поздравам вашите напори како пратеници на Врховната Рада, кои во овие тешки времиња останувате на браникот на одбраната на демократијата и продолжувате да ги застапувате интересите на вашите граѓани. Украина, во мене лично, има искрен и докажан долгогодишен пријател и поддржувач. И во иднина може да сметате на мојата поддршка. Како во врска со натамошно унапредување на успешната билатерална соработка меѓу Собранието на Република Северна Македонија и Врховната Рада на Украина, така и на мултилатерален план во рамките на меѓународните парламентарни собранија. Македонското собрание и Врховната Рада има долгогодишна и плодна соработка. А јас како претседател на пратеничката група за соработка со Врховната Рада сум особено горд што таа соработка се интензивираше во последните 2 мандати кога ја водев групата за соработка. Токму затоа, на почетокот на агресијата, на 3 март 2022 година, во Македонското собрание ја усвоивме декларацијата за осуда на воените напади кои го загрозуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. Покрај тоа, се приклучивме кон сите резолуции и иницијативи со кои се побара од Русија да престане со употреба на сила во Украина и да ја повлече својата војска. Се приклучивме и кон сите рестриктивни мерки и санкции на Европската Унија кон Руската Федерација. Собранието на Република Северна Македонија е активен учесник во парламентарната димензија на меѓународната Кримска платформа, а согласно заклучоците од првиот парламентарен самит, бевме првиот парламент кој формираше парламентарната група за Кримската платформа. Драги пријатели, ова се навистина тешки времиња за Украина, но и за целиот демократски свет. Од тие причини, поддршката за Украина е поддршка за зачувување на мирот во Европа, но и во светот. Бидејќи ако заедно се спротивставиме и ако не ја победиме оваа агресија, агресијата ќе не стигне сите нас, независно дали тоа ќе биде на конвенционален или неконвенционален начин. Заканата е сериозна и заканата е кон сите нас. Затоа е неопходно сите демократски сили да останеме заедно, како што сме од првиот ден на агресијата, за да може не само Украина, туку и цела Европа да живее во просперитет и мир и да мисли на благосостојба на незините граѓани. Тоа ќе биде највредното нешто што може да им го ставиме на следните генерации. Животот во мир и надпревар во знаење, економија, уметност. Цврсто сум уверен дека како и досега низ историјата, овие вредности ќе ја победат агресијата и дека наскоро сите заедно овие мрачни мигови ќе ги оставиме зад нас и дека нашата соработка ќе ја продлабочиме и ќе разговараме за вредностите кои за граѓаните на Украина, но и за сите нас ќе значат подобар животен стандард, просперитет, развој, културна соработка, размена и се што значи добар живот на граѓаните. Ви благодарам. Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо голові Собрання Республіки Північна Македонія Йовану Мітрецькі. Шановні колеги, ми продовжуємо далі наше засідання. Зараз у цей день слово для виступів буде надано уповноваженим представникам депутатських і фракцій груп. Тому я прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на виступи. І після цього я передам Олександру Сергійовичу, а я зараз зустріну прем'єр-міністра Бельгії. Після